Азар, честитки. Мора да почне некогаш, мора да почне да проработи ногата. Кажи ми, ебе, во камера си, во живо одиш. Не одиш во живо, се снима. Кажи ми впечаток, ете, чувствуваш ли дека се враќате полека, дека? Враќам, мислам дека дефинитивно ќе го поминаме тоа најтешкото што помина. И полека ќе даде Господе, ќе тргнеме нагоре, ќе се спасиме сигурно. Како се чувствуваш? Изморен, добро е, имате уште за игра? Мртов сум, што се вика, ама убаво. За убаво. Честитки, ајде, само напред. Lemos, too much. Congratulations. Честитки. Too much run today. Too much run. Како се чувствуваш? Како треба, вада за најголем клуб за Македонија и идемо, ајде, 3 бода. 3 бода. Мора да се оди до крај. Честитки, браво, Лемос. Така, само така. Шефот на стручниот штаб непосредно по завршувањето на овој навистина возбудил натпревар и едно прашање од продукција скок, многу шанси за Вардар, многу добра игра, многу производ, многу шанси. За жал реализација само еден гол. Како вие го видовте тоа ствар? Па добро, мислам дека денеска у сите сегменти бевме подобри од Брера. Одлично одигравме тој висок пресинг од прва минута, притискавме, грешката за голот ја изнудивме, бидејќи доста добро под притисок играчот лоша врати, така да денеска сум апсолутно задоволен. Ова е наша најдобра партија јас од кога сум тренер. Така да тоа е тоа. Сепак сме доле, се пуштен на табелата, ништо не е готово. Со ладни глави сега идеме во среда за останатиот натпревар против Струга и не чека недела големото дерби на Чаир. Серија натпревар. Новинарскиот бележник само Кусо бележи 6 100% шанси гледани од новинарскиот гол. Николовски, Велковски, Дурански, стативата на Милосавич. Добро, тоа е убаво. Многу шанси. Тоа е добро. Тоа е добро. Тоа е плотно добро. Шанси, да. Тоа е добро за екипата, за тренерот. Се надевам дека ќе дојдат и головите.
Меѓутоа и 3 бода, јас сум за тренер најдобри кој ќе играш добри кој ќе победиш, денеска беше баш така. Вардар Брера 1:0, полувреме 1:0, 3 нови повеќе од заслужени бодови за Вардар. За жал изразени само со еден гол преднос на многу шанси. Ќе го кажеме и нашето да го чуеме челото, раководството на клубот како они ја доживеа, како ја видела ова средба, овој надпревар, овој возбуден надпревар и пред се овие многу неискористени шанси. Ја само Милорад Миленковски, Миле. да кажам пред се честитки до целиот тим за ова и пожртвувана игра на тимот колективно со добри потези на поединци, меѓутоа колективот победи овој пат и ја не би сакал премногу голема еуфорија да правиме од оваа победа, значи ова треба да биде еден нормален Вардар. Би сакал да апелирам повторно како и минатиот пат, сите да бидеме со ладни глави и секој нов предизвик да го гледаме како дерби. Значи секоја наредна надпревар за нас е дерби. Секој освоен бод поблиску до остварување на целта. Ова е момент за радост на сите нас што го сакаме Вардар и малку може да се порадуваме да се дозволиме, меѓутоа повторно ќе треба да се фатиме за работа и да ги оствариме целите. Тие она што требаат на теренот, меѓутоа и ние она што треба да го оствариме како навивачи на Вардар, меѓутоа во случајов и како вршители на должност менаџмент на клубот. Честитки уште еднаш до сите, до играчите, до публиката, до навивачите и секако Вардар оди понатаму. Да, јас се надевам дека овие ноќери ќе се видат среќни оваа година како минатите. Еве сега врзавме 2 победи првенствени. Идеме следната недела на Шкупи. Немаме што да изгубиме, значи Во меѓувреме Струга. Во меѓувреме Струга, значи за останата кола во среда точно. Немаме што да изгубиме на тие надпревари, значи треба да играме порелаксирано. Не треба да биде притисокот и императивот кај нашиот тим. Значи тие покажа дека прво знаат и можат. домашниот терен, значи овој терен дека е терен на Вардар и дека Вардар каде да игра како домакин, тоа треба да му даде дополнителен подстрек. Значи затоа што зад себе стојат навивачите верни комити кои денес направи прекрасна кореографија, невидена за овие наши простори, многу креативно. И добре е што ги имаме нив, добре е што имаме и публиката, која се надевам дека наследните надпревари ќе дојде уште помасовно. Значи имаме 2 кола кај што сме гостински, потоа ни доаѓа тука Воска и уште од сега можам да најавам дека надпреварот Вардар Воска ќе биде дерби на колото. Ако не е дерби на колото официјално, Дерби за на нас. есенскиот дел. Да. Благодариме, Миле, со Господ напред кон нови победи, нови бодови, нови успеси за нашиот Вардар. Ајде. Вардар Брера 1:0, полувреме 1:0. 3 големи, вредни и апсолутно заслужени бодови на вардарците кои носени на крилата на своите навивачи, на оваа публика која денес дојде на стадионот Борис Трајковски во Маđари, успеа да не речам да се надминат и самите себе со една прекрасна игра, со едно невидено залагање, со едно плетење на зелениот терен, да стигнат до вредна победа која за жал е изразена само со единствен гол, чиј стрелец беше Азер Омерагик во 8-та минута. Да почнеме таму по еден притисок на Вардар во првите 15 минути. Противничката одбрана, одбранбениот зид на Брера беше принуден да ја направи оваа грешка која шпицот на Вардар, деветката Азер Омерагик, мощно и умешно ја искористи и во манир на, би рекол, искусен стрелец, иако неговите години не си тие, успеа да ја спроведе топката во мрежата. Малку кој веруваше во овие моменти дека тоа ќе биде единствениот гол на овој надпревар и продолжението на играта го покажа тоа. Шансите на Вардар се редеа како на филмска лента. Во 36-та минута од првото полувреме Милосавиќ изведе корнер, а гостинскиот голман Алчевски добро го одбрани тој удар. Но вистинска канонада на добра игра на Вардар и голем број на шанси се случија во вторите 45 минути, кога вардарците играа навистина како црвено-црна машина,
као перпету мобиле и навистина прекажа прекрасна игра, пак ќе повтора носење на крилата на своите навивачи. Втората минута, второто полувреме, Велковски по еден маестрален центаршут на Глишич од левата страна во стил на легендарниот Драган Джаик. Топката бегаше од гостинскиот голман, а Велковски со удар со глава го стрелаше самиот горе на гол, но за негова несреќа топката профуче над пречката и не му донесе радост на овој навистина извореден играч кој денеска го покажа целиот свој раскош. Во продолжение на играта, во 64-та минута, исто така Велковски по еден мини соло пробив по десната страна, упати остар шут, силен, по земја, кој профуче неколку сантиметри покрај десниот директ на голот на Брера. По направените измени во финишот на надпреварот од 75-та до 88-та минута, вардарците имаа уште 3 шанси кои што навистина е штета што не ги претворија во гол. Во 75-та минута Филип Дурански, кој денес на оваа средба истрча навистина многу и играше и напред и назад, односно и во офанзивните и во дефанзивните задачи, по една добро филигранска изиграна акција на Вардар се најде сам 8 на 5-6 метри од речиси празната мрежа на Брера, кога противничкиот голман веќе беше на земја. Успеа да ја зафати топката, но впечаток е дека во секунда пред да упади удар се лизна и топката заврши милиметри покрај директот надвор од гол, што предизвика ерупција од воздишки на трибините и на Вардаровата клупа. Во 88-та минута, по целата таа иницијатива на Вардар, беше досуден слободен удар некаде 20 на метри од левата страна во висина на 60-тикот. Билосавич зеде краток удар, прекрасно го префрли живиот зид и кога топката веќе сите ја видоа во голот, таа заврши во десниот директ и се одби во поле. Со тоа пропадна и оваа шанса на Вардар, една од многуте, посебно во второто полувреме за втор гол. Се на се, сепак и со овој единствен гол Вардар стигна до 3 бодови, реков во една изедначена, динамична, многу, да кажам, машка борбена игра во која преовладуваа и голем број на жолти картони. Според новинарско објавување, судијата Оструга Качевски оправдано ги додели тоа 7 на Вардаровата страна, од кој 1 за клупата и 4 на страната на Брера, или вкупно 11 жолти картони. Вардар заслужено освои 3 нови бода, фаќа приклучок на табелата, а она што најмногу може да ги радува сите вардарци и стручниот штаб и нивните навивачи е нагорниот тренд на формата и сето она што го покажа на овој надпревар со силната екипа на Брера, која настојуваше до последниот свирен на главниот судија да стигне до тој бод. Меѓутоа мислам дека ќе беше незаслужено, односно апсолутно заслужено, иако со еден гол Вардар успеа да победи. Вардар Брера 1:0, полувреме 1:0, стрелец Аздер Омер Агик во 8-та минута. Ajde, Gliš, poleka, Gliš! Dare! Glišo, ajde, mogu! Daj, Gliš! Ne vodi, Gliš, odmori se, mogu, ajde!
Ajde, Levi! Ajde, nazad! Bravo, Levi, ajde! Bravo, Memo! Ne ti jebem mater!